Добар ден, криптоентусијасти. Денеска имаме видео за економија, тоест макроекономија нормално и биткоинвести. Пробуваме малку да го организираме овој материјал. Наскоро планираме да не бидат веќе поврзани овие две теми, односно со почнувањето на англискиот дел ќе гледаме ова да биде разделено, односно ќе имате исклучиво вести каде што ќе разговараме за геополитика и крипто, за макроекономија и крипто, и биткоин и алткоините ќе бидат повторно во исто видео, со цел да имаме три целини кои што ќе бидат целосно поврзани како една заедница, да речам, од информации кои што одговараат на самата целина. Така да денеска почнуваме нормално со макроекономија и крипто. Знаете и сами, ова е многу битно после вчерашниот состанок на Федералната резерва, каде што добивме во оваа ситуација нова стапка. Знаете и сами, станува збор за стапка, тоест за намалувањето на каматната стапка за 0,5%, нешто што реално не го очекуваше целиот пазар, очекува 0,25%, но ќе поразговараме малку повеќе во следната вест. Прво, нормално мораме да се потсетиме дека на почетокот на оваа недела, тоест, извинувам, на почетокот на овој месец практично, само да видиме точно кога беше, негде 12 септември, прво добивме, овдека е грешка, се извинувам, 12 септември, еве ќе осменам за да не збуниме некого, официјално на 12 септември добивме rate cut од страна на Централната банка на Европската Унија, која што практично беше голем rate cut, затоа овдека го имаме отворено, чисто видите како изгледа. Моментално имавме солиден rate cut од негде околу 0,5% и дури повеќе, но како и да е. Она што сакам да ви го воочам, сега ќе ги споредиме повеќето централни банки од овој западен блок кои што се координирани, се разбираме. Они се прават координирано, дури имаат многу често состаноци на квартално ниво, ако не и повеќе, каде што централните банкари во оваа ситуација, Федералната резерва, Централната банка на Европска Унија, Централната банка на Јапонија, Обединетото кралство, Канада и така натаму, се состануваат, зборуваме пак за оваа НАТО-геј заедница, се состануваат со цел да се усогласат во својата монетарна политика, каде што нормално некој што случува некој порано, некој подоцна да почнат со намалување на овие каматни стапки, затоа што исто така го имавме и ова синхронизирање и кога ги качуваа овие каматни стапки. Така, оние кои што следат нашиот канал знаат дека не обрнуваме толку многу внимание на останатите централни банки, затоа што не се толку битни и немаат своја резервна валута во светот, но генерално се на некој начин насока што да очекуваме од Федералната резерва, која што нас ни е најбитна, која што директно се грижи за монетарната политика на доларот. Така. Сега, ова беше така речено најава дека се очекува истото да го добиеме и од Федералната резерва, и ние тоа го спомнавме првиот пат кога го спомнавме и ова намалување на rate cut во Европската централна банка. Сега, зошто е тоа така? Затоа што кога ќе ги споредиме, да речем, ситуацијата со само момент, само треба да најдам правилниот чарт, се извинувам. Кога ќе го споредиме инфлациониот раст или пад во Европската Унија, можеме да видиме дека во Европската Унија ние имаме под 3% уште од февруари оваа година, се разбираме? Што значи дека затоа што многу пониска е инфлацијата на територијата на Европа, зборувам CPI инфлацијата, затоа и можеме да видиме дека многу порано почна Европската Унија со намалување во оваа ситуација нормално на своите стапки. Уште во мај 2024 година беше првото намалување и ова беше второ, кое што само што го проследивме. Поради оваа причина гледаме како веќе овие посебни зони, затоа што повторно се ова посебни зони, Обединетото кралство, Европската Унија, Јапонија, Канада, како ги намалуваат своите каматни стапки и сите имаат оваа иста мета од 2%, така почнуваат да ги намалуваат своите каматни стапки затоа што ја достигнале од прилика или се блиску до целта која што сакаат да постигнат со намалување на инфлацијата до зацртаната мета од 2%. Сега, битна работа која што мораме да забележиме во однос на намалувањето на стапката кога станува збор за Мурика. Знаете и сами дека моментално вчера добивме 0,5%, тоа е огромно намалување и од 5,5% се намаливме на 5%. Сега, зошто е ова толку битно? Дел од пазарот верува дека ова е поради страф, затоа што имавме раст на невработеноста. Уште еднаш ќе повториме, невработеноста која што требаше да биде, чисто да се навратиме. Ова е од јуни до план за тоа што очекува во однос на невработеноста. Сега ќе го најдеме индексот за невработеност, чисто да видите што очекува, а што моментално се случува. Само момент. Со тоа што можеме да ги видиме проекциите од јуни 2024 година, каде што гледаме дека
околу 14 гувернери кои што се дел од Федералната резерва гласале дека не очекуваат да се качи невработеноста над 4%. Што добивме? Добивме обратна ситуација во која што ние достигнавме дури 4,3% и не заборавајте дека се уште имаме уште 3 цели месеци за тоа да видиме каде ќе заврши невработеноста. Уште еднаш, знаете и сами, невработеноста е најава на секоја досегашна рецесија. Така да ова е многу битно и мораме да го забележиме уште еднаш. Значи ние не сме надвор од опасноста, тоа што Федералната резерва кажала дека се е во ред, тоа не значи дека се е во ред. До сега многу пати сум кажал историски Федералната резерва абер нема што прави. Значи, уште еднаш да се навратиме историски на последните неколку години. Во 2019 година кога принтаа 40% од вкупната количина на долари кои што дотогаш беа во оптек, значи они дадоа нови 40%, се разбираме. На толку голема количина долари пуштени во оптек, они тврдеа дека нема да има промена во инфлацијата. Значи, треба да сте луди, така. Откако имаше огромна промена во инфлацијата, кажаа не се секират, инфлацијата нема многу да порасне. Откако инфлацијата порасна на 9%, зборуваа ова е само транзиторна, значи тоа за брзо ќе се оттарасаме од неа. Така, што се случи 3 години, се уште не можеме да вратиме инфлацијата во ред. Така да уште еднаш ќе напоменам, кога они ви кажуваат розово, нели дека не се секирате, се е во ред, треба да се секирате. Уште еднаш не велам дека со сигурност ние ќе добиеме рецесија, но историски вакво неконтролирани спаѓање на 4% секогаш најавува рецесија. Дополнително, да не забораваме дека истото го имаме и со реалната невработеност, која што во оваа ситуација не ги опфаќа парцијалните работници. Се разбираме? Значи парцијалните работници кои што немаат 40 часа неделно не ги опфаќа и затоа имаме многу поголема невработеност реално, значи околу 8% на територија на Америка, за разлика од оваа која што ја гледаме овде, затоа што ова повеќе му одговара на нормално на ФЕД, за да тврди дека наводно се е во ред, имаме само 4% невработеност. Така, она што и он сам го тврдеше во текот на вчерашниот ден. Значи Джером Пауел тврдеше дека се е во ред, невработеноста не е надвор од контрола. Гледаме дека реалната ситуација е малку поинаква, посебно кога станува збор за невработеност, каде што не се земени во предвид парцијалните работници. Ако немате 40 часа, автоматски сте невработен, затоа што ова не е полно работно време. И затоа гледаме дека овде ќе имаме многу поинаква ситуација од тоа што он го тврдеше. Затоа постојано изборувам. Значи не можеме да земеме се здраво за готово, затоа што е уште еден пример. Они очекуваат дека нема да излезе надвор од 4% невработеноста, сега се качи на 4,3, а сега е 4,2 во последниот месец. Така. Сега. Она што треба да го забележиме во наредните неколку месеци е дека сега веќе не толку инфлацијата, колку што самата невработеност е причина за грижа. Односно, на 4 октомври ќе знаеме нова стапка како на невработеност, така и на невработеност U6, односно U6, каде што ќе знаеме што понатаму, затоа што ова ќе биде така речено главната водилка за тоа како ќе се движи Федералната резерва во однос на rate cuts. Сега, она што вчера го спомнав, денеска ќе го кажам уште еднаш. Сега моментално нас, колку повисока невработеност имаме во наредните неколку месеци во Америка, толку повеќе ни одговара. Затоа што Федералната резерва сега мора да брза и тоа да ги зголемува rate cut, оние намалување на каматната стапка во наредните неколку месеци со цел да престаса пред невработеноста да излезе од контрола, затоа што некогаш невработеноста може да се удвостручи или да се утростручи во наредните неколку месеци, ако не успеат навреме да ја контролираат со намалување на каматните стапки. Така да, она што постојано го зборуваме, оној dual mandate, дека треба да ги организираат, тоест да ги регулираат и инфлацијата, и невработеноста. Сега е обратно. Сега, затоа што инфлацијата е веќе на некое снижено ниво, каде што се очекува постепено да стигне до 2%, некогаш тоа може да трае година-две, невработеноста е сега онаа која што е неконтролирана и која што излегува од контрола, така речено, и сега мораат да брзаат со rate cut за да ја намалат. Сега, кога би ги споредиле во однос на јуни, значи овој не е целосниот. Ја успеав да најдам само неколку делови од него, кога ќе го најдам целосниот dot план, ќе го анализираме малку повеќе. Ова е битно за да знаеме како размислува Федералната резерва. Постојано го зборувам тоа, значи оние кои што се прв пат на каналот наш. Не можете да се фокусирате само на крипто, доколку не знаете како функционира целата економија. Крипто, генерално, многу пати сме покажале, циклусот на секој досега, без разлика дали S&P 500, Nasdaq, Bitcoin и така натаму, секој бул циклус е пропратен со
позитивна монетарна политика на Федералната резерва и намалување на вредноста на DXY, односно на вредноста на доларот. Така да во оваа ситуација мораме да се фокусираме на тоа да добиеме, нели сега, пак ние не можеме ништо да направиме, но да следиме политиката на Федералната резерва, колку порелаксиране, колку повеќе се намалаат овие каматни стапки по кои што Федералната резерва позајмува ново испринтани пари и ги намалува каматните стапки на досега позајмените пари на комерцијални банки и така натаму, толку повеќе имаме релаксирана економија и луѓето се вртат кон финансирање, кон ризични добра, без разлика, пак ќе кажем, дали се акции, дали се хартија од вредност, ресурси и така натаму. Тоест хартија од вредност, акции, крипто, ресурси и така натаму. Сега, во јуни гледаме дека имале многу по-рестриктивен став. Така, гледаме дека истите очекувале дека нема да има снижување на каматната ставка повеќе од 4,75, односно 5. Што значи дека они очекувале дека ќе имаме до крајот на годината највеќе 0,5%. Што се случи? Во овој момент ние веќе имавме 0,5% за само еден месец и гледаме дека сега е обратна ситуацијата, каде што за само 3 месеци го смениле своето мислење и од вкупно 0,5% намалување на каматната стапка до крајот на годината, сега имаме не само тие 0,5, туку дополнителни 0,5 до некаде 4,5 до 4,25. Така. Што значи дека 0,5 до 0,75 остануваат до крајот на годината rate cuts, за да се така речено исполни оваа средна вредност на гувернери кои што гласале највеќе дека тоа се очекува да биде каматната стапка до крајот на оваа година. Со тоа што гледаме дека следната година веќе, погледнете, очекуваат дека до крајот на годината ние ќе имаме негде 3,25 до 3,5%, што значи дека уште еден цел процент треба да намалат, тоа се барем 4 rate кати по 0,25%. Постојано го зборуваме ова, уште еднаш ќе го покажеме, затоа што многу од луѓето сега ова име само сувопарна наука. Значи многу едноставно, ако го земеме DXY и ако овдека го додадеме биткоин, нема да многу да усложнуваме денеска, значи биткоин е моментално, ќе ставиме жолта линија како и секогаш, чисто да знаеме како е разликата, така. Сега, овдека треба да ги додадеме и Fed Rates, така, чисто за да биде малку појасно, ќе ги исклучиме овие индикатори, затоа што ова постојано го покажувам, затоа што многу често имаме нови луѓе кои што ова се уште им е нејасно. Вака сега. Ова е цената на DXY, односно вредноста на доларот, ова е вредноста на биткоин и овдека ќе ги додадеме Fed Funds. Fed Funds се уствари каматните стапки на Федералната резерва. Каде што многу јасно можеме да видиме дека секогаш кога Федералната резерва ги намалувала своите каматни стапки, вредноста на доларот почнала да паѓа, а вредноста на биткоин продолжува да расте нагоре. Исто, кога имаме качување на каматните стапки на Федералната резерва, вредноста на доларот се расте, а паѓа вредноста на биткоин и нормално сите останати добра кои што се во оваа ситуација нормално ризични. И обратно, сега веќе почнуваме повторно со пад, односно намалување на каматните стапки на Федералната резерва, очекуваме раст на цената на биткоин и пад на цената на долара. Така да мислам дека ова е многу јасно и затоа, значи, толку едноставно, но сепак треба да објасниме од каде се тоа доаѓа. Не можеме само да ви кажеме да, тоа е тоа, моментално очекуваме дека цената на биткоин ќе расте. Поентата на овој канал е да научите зошто и од каде сето тоа доаѓа, за да можете истото да го анализирате и самите вие. Со тоа што е една многу битна работа која што треба да ја споредиме. Тоа е што се очекувало во однос на невработеност во текот на 2016 година, затоа што веќе ги споредивме каматните стапки, значи моментално е розово, отворено, затоа што од сега па натаму гледаме дека се очекуваат многу rate cuts и голема количина од оваа каматна стапка се очекува да се намали. Сега треба да погледнеме што се случува со невработеноста, каде што во текот на, сега зборувам, јуни, ова е последниот дотплат план, кој што беше во текот на јуни 2024 година, се очекува, каде што во јуни, најголемиот дел од гувернерите, како што кажавме 14, очекувале дека нема да достигнеме повеќе од 4%, односно очекуваат дека невработеноста нема да порасне надвор од контрола, додека во 2025 дека исто дека достигне максимум 4,2 до 4,3, најголем дел од така речено гласовите се во тој дел, за во 2026 година да имаме така речено веќе стабилизирање и враќање на невработеноста назад до 4%. Што се случува во меѓувреме? Моментално за само 3 месеци, сега веќе кога гледаат дека тоа не се случува како што они посекуваат, гледаме дека најголем дел од гувернерите очекуваат дека ќе достигнеме дури 4,5% оваа година. Има голема разлика помеѓу 4 и 4,5%.
Тоа се стотици и стотици илјади луѓе, затоа што Америка е една од најголемите држави по население, така да може да замислите колку многу луѓе потенцијално очекуваат да изгубат работата во текот на 2024 година и очекуваат дека ова ќе се стабилизира во 2025 година. Нешто што не е така, ако ги споредиме претходните циклуси на издигување на вработеноста надвор од контрола. Нешто што нема да го работиме денеска, затоа што е малку подолга тема. Идејата што е? Историски многу пати сме покажале дека секогаш кога невработеноста излегува од контрола, доаѓа до рецесија, рецесијата предизвикува страф на сите овие правни и физички лица кои што моментално се на пазарот, кои што имаат потреба од вработени, и овој страф ги предизвикува да ги отпуштаат овие вработени, и на тој начин имаме еден циклус во кој што стравот од ваквите проекции предизвикува да се плашат најчесто правните лица, да ги отпуштаат своите вработени и продолжува и понатаму ова да се врти барем 1 до 2 години, каде што најчесто достигнуваме некој потенцијален пик на невработеност и потоа постепено економијата се враќа назад во нормала. Значи никогаш не излегла целосно од нормала, тоа е многу редок случај, како што е на пример големата депресија во Америка, но тоа се ретки black swan настани кои што се случуваат, не е нешто што е вообичаено и затоа не можеме да го земеме во предвид додека не видиме дека се исполнуваат одредени ситуации за тоа да се случи. Следно што мора да разговараме е, како што кажеме, уште еден од овие членови од овој блок, а тоа е Англија, која што иако е мала, сепак има некој значителен дел од економијата во светот, каде што и понатаму останува на 5% каматната стапка на Централната банка на Мала Британија. Зошто е ова битно? Затоа што не заборавајте дека и Мала Британија беше во многу лоша состојба, имаше повисока инфлација од сите членки на овој блок, негде дури над 10%, со тоа што гледаме дека прв пат они направија мал рейт кат од 0,25%, но гледаме дека моментално не го продолжуваат истиот рейт кат. И гледаме дека успеале многу да ја симнат својата инфлација, и тоа драстично, погледнете, моментално е негде околу 2%, но и понатаму не ја симнуваат оваа каматна стапка, искрено мислам дека е грешка, но како и да е, кор инфлацијата им е малку висока на 3,6%, затоа што и кор инфлацијата треба да симна до 2%, а тоа е најтешкиот дел, погледнете и сами, многу потешко се симнува, а многу потешко се качува. Сега, каде е овдека проблемот? Јас верувам дека има страф затоа што гледаме дека историски, за разлика од претходната година, имаме многу големи discrepancies или во оваа ситуација, значи несоодветни податоци. Зошто го велам тоа? Гледаме дека во текот на февруари и март, на пример, инфлацијата била 0,6% поголема од она која што била во претходната година. И гледаме дека ваквиот историски, барем гледате дека поголемиот дел од оваа година има многу поголема инфлација за разлика од претходната month over month, значи споредбено со претходната година. И верувам дека затоа и се уште ја држат каматната стапка толку високо. Мада искрено мислам дека е грешка, но нели, нека си ја мислат они, не се мали деца, така. Верувам дека волку високо да се држи кога веќе инфлацијата успеала да стигне толку ниско, може само да ви направи уште поголема рецесија од потенцијалната. И Bank of Japan, која што знаеме дека е единствениот член кој што е обратно од целата оваа банда, а тоа е, значи, ситуација во која што Bank of Japan многу долго и држеше своите каматни стапки ниски, значи за разлика од останатите членки кои што има високи каматни стапки, Bank of Japan имаше практично нула до пред само некое време, само што почна да ја дига својата каматна стапка. За ова имаме направено посебно видео, нема да должам премногу, значи ние ќе го поставиме ова видео во предлог на крајот од ова видео, значи ќе го добиете видео, тоест ќе биде поставено видеото за Јапонската централна банка и корелацијата со американската економија, затоа што имаме многу дебела корелација, каде што буквално моментално американската влада ги користеше јапонските инвеститори во голем дел со цел да има каде да ги продава своите државни обврзници, затоа што многу од луѓето, така речено, во Америка губеа, да речеме, интерес, и да не забораваме дека Федералната резерва во Америка не ги купуваше, се разбираме, значи они моментално го намалуваат и понатаму својот буџет, значи оние обврзници кои што веќе ги имаат купено. Тоа е нешто што ќе го спомнам на кратко, затоа што моментално имаме ситуација во која што е многу интересна, каде што ги намалуваат каматните стапки, но не почнуваат со quantitative easing, нешто што е многу битно, но пред да продолжиме со тој дел, значи Bank of Japan, како што можеме да видиме овдека, не се очекува, значи тоа ќе биде во текот на утрешниот ден. Ова е исто така многу битно, затоа што колку побрзо прави rate hike Bank of Japan, толку повеќе ја дига вредноста на својата
валута јен наспроти долар, што е многу битно во оваа ситуација. Погледнете го видеото кое што ставено у предлог, ќе ви стане јасно зошто велам дека е толку битно, но гледаме очекување од Forex Factory дека нема да имаме rate hike, иако јас искрено мислам дека треба, но нели, пак ќе кажам, големи се, нека си мислат они сами. Моментално ги пазат американчињата да не имаат проблем, секоја чест, браво, кога друга држава ви е приоритет наспроти нашата. Нешто слично како кај нас дома. Значи сите си имаат приоритет освен македонците, па така и у Јапонија секоја чест. Само напред. Сега, на крај битна работа која што мора да спомнеме пред да видиме што се случува на пазарот сето ова, значи мораме да видиме што се случува со така речено баланс шит, односно во оваа ситуација тоа е нивното портфолио, така речено, кое што е нормално полно со државни обврзници на Мурика. Значи историски, ако го земеме овој чарт, и тоа ова не е толку голем, значи ние можеме да најдеме чарт уште од 1990 година, че ова е прв пат да имаме толку големо намалување на нивното портфолио, на она што моментално они го држат. Каде што сега моментално од 8 скоро 9 трилиони долари обврзници имаа купено од сопствената влада, се симнаа на неверојатни 7 трилиони. Што се 2 трилиони обврзници кои што они ги материализирале. Едноставно, значи кога ќе истече рокот на оваа обврзница, они практично ја даваат обврзницата назад на владата во Америка, а затоа добиваат соодветна количина на пари кои што они ги вадат од системот и ги горат, така. И на тој начин има помала количина на долари на пазарот, што значи дека вредноста на доларот продолжува да расте. Сега, тоа е една работа која што мора да ја спомнам, значи најави Џером Пауел дека официјално ќе продолжат со намалување, односно ова е уште една многу битна работа која што треба да запазиме, значи не е доволно само да се намалат каматните ставки кои што релаксираат економијата, нас ни е битно и quantitative easing, односно принтање на пари. За сега се уште нема да има принтање на пари, но најавено е дека наскоро и тоа ќе се случи, односно ќе почнат со quantitative easing, каде што наместо да ги во оваа ситуација продаваат, значи тоа и понатаму продолжува кога одредени обврзници ќе престасаат, нормално ги заменуваат за пари, ќе почнат и да купуваат. Моментално Федералната резерва не купува обврзници од централната влада во Америка. Тоа е многу битно затоа што кога ова ќе почне, уште толку поголема количина на долари ќе влезе на пазарот, а со тоа нормално и ќе се зголеми количината на долари на пазарот. Како се зголемува количината на долари на пазарот, така се намалува вредноста на доларот, а расте на се останато. Тоа е многу битно. Значи ова е нешто што исто така треба да го пратиме, затоа што е многу битен елемент. И сега само да ви покажам, значи јас овдека поставив на доларот, само момент каде беше, ево. Значи ова е практично најниската вредност која што успеа да достигне во текот на овој период и тоа беше вчера за време на состанокот на Федералната резерва. Историски гледаме дека прв пат ова ниво успеа да го достигне толку ниско од 17 јули 2023 година. Значи потребно било повеќе од една година за цената на доларот да се симне повторно до ова ниво и тоа сега кога конечно беа најавени првите rate cuts. Затоа ние овдека ќе ставиме и тоа ќе го следиме нормално 0,5%. Само момент. Значи ние како и претходниот пат кога ги следевме овие rate hikes нагоре, сега ќе ги следиме овие rate cuts надолу за да практично следиме што се случува со вредноста на доларот и нормално со вредноста на се останато. Сега, гледаме дека и понатаму очекуваме дека доларот ќе продолжи да паѓа, уште еднаш не забравајте дека 100, оваа вредност на DXY е многу битна, е психолошка бариера и верувам дека иако вредноста на DXY очекуваме да паѓа, верувам дека ќе се задржи на ова ниво затоа што е психолошки многу битно. Во спротивно, ако ги погледнеме останатите, погледнете сами, значи денеска S&P 500 отвара со new all-time high. Значи денеска официјално после првиот rate cut го добивме тоа што го кажавме во текот на вчерашниот ден. Нов all-time high и гледаме повторно придвижување на S&P 500 нагоре, значи се очекува допрва да расте S&P 500 затоа што само што влеговме во рискон, така речено, сезона, баш поради најавата за rate cuts. И се додека не добиеме некакво, да речем, страф од тип на во оваа ситуација, например, невработеноста расте надвор од контрола, очекуваме и понатаму да продолжи. Погледнете. Од вчерашното затварање до денес на почетокот има скок од 3% на Nasdaq. 3% во Nasdaq е motherfucker ден, се разбираме. Russell 2000, затоа и почекав да го направам ова видео за да ви покажам која ќе биде разликата. Погледнете.
2,6% раст на самото отварање на пазарот. Истото го гледаме и кај S&P 500, дури и многу повеќе, нов all-time high на самото отварање на пазарот, со оглед на фактот дека ова го правиме негде околу 4:30 моментално, ова видео, и гледајте како делува веднаш на вредностите на традиционалните индекси. Крајно позитивно. Така, значи уште еднаш многу јасно ви покажува која е моќта на следењето на традиционалните финансии и на знаење како функционира макроекономијата. Веднаш знаете што да очекувате, веднаш знаете од каде доаѓаат овие промени на пазарот. И моментално гледаме исто така огромен раст на цената на биткоин, уште од почетокот на целата оваа драма, значи 10%. Најава дека ќе имаме rate cut, еден ден после rate cut, 10% плюс. Истото можеме да го проследиме и на некои од алткоините, иако не е голема разлика, но знаете и сами дека прво капитал влегува во биткоин, а потоа продолжува сите останати, значи можеме да видиме дека голем дел од алткоините се во плюс. Иако, да не заборавиме, не ни почнале. Сега многу битна работа, кај што мора да напоменеме, е фактот дека буквално само што се наоѓаме на горната граница на овој канал, кој што го следиме веќе долго време, ќе оставаме на неделно ниво за да ви стане малку појасно што зборувам. Значи ние овој канал го следиме уште од март оваа година. Вака изгледа малку, но ова е секоја свеќе е една недела нервоза. Така, затоа што моментално повторно се обидуваме да ја пробиеме оваа формација нагоре, а чисто за оние кои што можеби досега не го следеле нашиот канал, значи овие формации кои што се нарекуваат знаме формации има најчесто многу интересен начин на комплетирање, а тоа е од дното на оваа формација која што започнала до самиот врв каде што истата почнува да се движи на страна, доколку ја земеме оваа вредност и ја практично презентираме на другата страна каде што потенцијално овој канал ќе излезе, можеме да видиме дека очекуваме 100.000 биткоин цена. Значи ќе оставам овдека затоа што оваа формација самата по себе ни покажува дека комплетирањето на истата ќе го доведе биткоин да достигне до $100.000. Историски во целиот овој период ова е знаме формација завршила исто. 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 Мислам дека ми ја разбирате логиката, со тоа што ова е многу поголема и очекуваме многу помасивен брейкаут, односно поголемо движење нагоре на цената на биткоин во оваа ситуација. Сега, во текот на вчерашниот ден очекував дека ќе биде побрутално да бидам реален, но со оглед на фактот дека имаше доста добри вести, односно 0,5%, гледаме дека и ликвидациите не беа толку големи и дека конечно цената почна да се движи нагоре. Битна работа која што морам да забележам овдека е дека како се движиме нагоре со цената, посебно кога конечно ќе се вратиме повторно негде околу 70.000, верувам дека ќе имаме огромни short squeeze ликвидации. И тоа верувам дека дополнително ќе ни помогне цената на биткоин да експлодира до нов all-time high. Дали ќе се случи или не останува да видиме, но историски овој период од 60.000 па до 75.000 очекувајте дека е полн со шорт позиции. И во оваа ситуација китовите многу знаат добро како да го искористат тоа, кога конечно пазарот ќе се одлучи дека треба да се движи нагоре, а верувајте ми оваа акумулација траеше многу долго, дефинитивно short squeeze очекувајте дека ќе ја доведе цената до new all-time highs, но повторно. Ова е маратон, значи ова не е спринт. Една од главните работи кои што постојано ги повторуваме, не може да очекувате дека се ќе се случи за еден ден. И гледаме поместување и во Bitcoin Spot ETF, кој што буквално го достигна своето дно негде околу 6 до 9 септември, каде што беше на 283-284 илјади биткоини акумулирани од институциите, за моментално се наоѓа на 292. Тоа се 10.000 нови биткоини во джебот на институциите, иако day to day не изгледа така, гледаме дека генерално сме во позитива, иако моментално акумулацијата не е толку голема како на самиот почеток, но повторно, како се повеќе се движиме кон risk on assets, така се повеќе и овие менаџери, затоа што не заборавајте дека за разлика од физички и правни лица кои што едноставно може да одлучат, знаеш што, овие се мои пари, одлучувам купувам биткоин веднаш. Големи корпорации, посебно овие институции од типот на Assets Under Management, имаат огромни бордови на директори, акционерски собранија, кои што мора да одлучат за ваков тип на инвестирање и затоа многу често потребно е време пред истите да донесат ваква одлука и да инвестираат на ваквите пазари. Во секој случај видовме некои доста зелени денови, иако за жал
BlackRock не е во најдобра ситуација моментално, но видовме доста зелени денови во однос на Bitcoin спот ETF. Не можем да кажеме истото за Ethereum спот ETF, но битна работа е фактот дека пак немаме ни одлив, така. Што значи дека во оваа ситуација можеби немаме прилив, но битно е да забележиме дека нема ниту одлив. Во оваа ситуација гледаме дека луѓето не ги продаваат, зборуваме за нормално Ethereum спот ETF, не ги продаваат своите позиции во Ethereum, што значи дека очекуваат нешто. А што очекуваат? Значи тоа ќе го покажеме овде, пред да продолжиме со останатите вести за Биткоин. Многу булиш сетап, денеска дури направи посебен пост за да го покажем ова, затоа што моментално ово што го гледам на Ethereum е буквално спремност за многу големо движење нагоре на цената на Ethereum. Повторно, не велам дека ќе се случи во текот на утрешниот ден, велам дека е нешто што мораме да го забележиме. Зошто го велам тоа? Последен пат кога MACD бил низок до минус 60, бевме во октомври 2023 година. Односно, од октомври до март имавме една огромна алткоин сезона, знаете и сами, тоа го проследивме на нашиот канал веќе неколку пати. И што се случи? Имавме огромен раст на цената на Ethereum од 1500 до 4000. Сега моментално се наоѓаме во истиот сетап и дури и подлабоко, каде што овдека немавме локално дно, кое што овдека го имаме, оваа зелена точка, и моментално гледаме конечно MACD направи прекршување на сигналната и базичната линија за движење нагоре. Дополнително, гледаме дека сток RSI исто како и во тој период, буквално допрел нула, и овдека го гледаме истото. Гледаме дека RSI бил на некоја ниво под 50, на 41, овдека моментално го гледаме истото, се наоѓа на 39, што значи дека и RSI и сток RSI се во иста позиција за движење нагоре, кога станува збор за овој неделен чарт на Ethereum. Дополнително гледаме дека под нас се и 150 неделната средна вредност, заедно со овој тренд, кој што практично беше крајот на акумулацијата на Ethereum, зборуваме лайков акумулацијата пред негово пробивање нагоре, значи ова е неуспешен пробив, вториот е успешен над оваа тренд линија, која што дури имаме и од Dead Cat Bounce на последниот bull market. Што значи дека овдека моментално имаме многу јака тренд линија, зборуваме месечна тренд линија, која што помага во поддршката на Ethereum. Гледаме дека веќе еднаш достигнала, се вратила назад цената и во овој втор пат кога се одбива од ова ниво, а дополнително го имаме и овој тренд кој што моментално гледаме дека постојано ја држи цената на Ethereum во нагорен тренд. И не гледам причина зашто и овој пат не би било успешно во пробивање на цената на Ethereum нагоре. Не заборавајте дека над нас имаме многу сериозни нивоа, сите средни вредности на Market Cypher, дополнително имаме 50 неделната средна вредност и Bull Market Support бендот, но да не забораваме дека под нас исто така и Bollinger бендот. Значи имаме многу нивоа на поддршка, можеби цената ќе прави зигзаг уште некое време пред конечно да пробие, но очекувам дека ако имаме позитивно движење на крипто пазар, почнувајќи од биткоин, сето тоа ќе се преточи нормално и во Ethereum. Тоа ќе биде веќе солидна алткоин сезона, затоа што Ethereum е тој кој што најчесто ја почнува алткоин сезоната и верувам дека тоа ќе биде уште еднаш истата ситуација. Следна битна работа, што е битна, не е заради тоа кој го направил, не е заради тоа каде е направено, затоа што е направено, се разбираме. Значи не заборавајте дека пред само една година ние не можеме ни да разговараме. Значи ајде не една, ајде да речем две. Така, уште претходната година веќе почна да разговараат претседателски кандидати за биткоин, но во животот на биткоин од некаде околу 15 години, значи ефективно ние само во последните две можеме да разговараме за поддршка од институции и државни институции. Зборувам приватни институции како Assets Under Management и државни институции како претседателски кандидати, гувернери и така натаму. Само две. И тоа сега, во најновиот овој последен период, каде што вчера Орангутанов со плава коса, значи купил бургери со биткоин и сега сите се навлажнети, сите се возбудени во ред, но е голема работа, затоа што пак ќе кажам, значи допред само 2 години не можеме ни да замислиме некој од овие политичари да зборува за крипто. Сега крипто е една од главните теми на претседателски дебати, на претседателски кампањи, па така и овде. Малко е неписмена, ама не, тоа ќе се случи. Ајде сега дај прстето ваму. Ке е озбилен. Добро, ќе забрзаме малку.
Чекай, ако е професионалец сега ги среди. All right, we're done. Perfect. The first transaction by a president on the Bitcoin protocol. Еде ти. Возбуда. А он па шо е гледал како е пластичен ќе се убие, ме. History. You know what that means? It's history. It's history in the making. Сега да бидеме реални на вистина историја, фактот дека во оваа ситуација вие имате некој кој што како нели претседател бивши или сегашен или иден направил вакво нешто за нешто што било незамисливо пред само неколку години е голема работа. Следна битна работа која што е интересна, Луизијана вели ја процесираше првата трансакција на Bitcoin Lightning мрежата. И тоа не во државата, туку самата држава. Зборуваме за оној governing дел на Луизијана, тоа е самата администрација, за услуги на практично администрацијата, како и некои дополнителни Wildlife and Fisheries Department, прима трансакции преку Lightning Network на Bitcoin. Што значи дека почнува Lightning Network неговата посебна намена за да се користи биткоин како кеш, да се применува и на државно ниво. Ова е крајно интересно и крајно битно, затоа што пак не заборавајте, ова е држава и тоа не е Централната Афричка република или некои овие маливе кои што тоа го користат, значи како Ел Салвадор, туку е, нели, сојузна држава на Мурика, нели, Freedom and Democracy, најаки во светот, така, како и да е, значи е битно затоа што ова се така речено, нели, западната цивилизација и значи го прифаќа, така. Како и да е, ова одамна беше таму, но сега конечно и самите, нели, одлучуваат дека треба да биде прифатено на институционално ниво и е многу битно затоа што се случува. Секој ден гледаме се повеќе и повеќе институционална прифатеност на ова како технологија, како финансиски инструмент, а колку повеќе институциите го прифаќаат, толку повеќе секојдневните луѓе ќе почнат да го прифаќаат. Уште еднаш постојано ме потсетувам, само 6% во светот, 6% од вкупното население инвестира во крипто. Што значи дека има уште 94 кои што потенцијално слушнале, можеби и не слушнале воопште за крипто, значи се ногаме на самиот почеток. Сега, овдека имаме исто така Бутан, значи тоа е многу мала земја во Азија, многу луѓето не знаат и е многу тешко да се дојде до неа. Имам другари кои што успеале да посетат, значи потребно е визи, потребно е полициски средби да докажете кои сте и зошто одите таму, но е екстремно богата, верувале или не, е многу мала, но многу богата и многу затворена земја, кое што досега не се знаеше, но откако успеале да пробијат дека Друг Холдингс е компанија која што се занимава со инвестирање во име на земјата Бутан. Значи успеале да го најдат така речено портфолиото на оваа компанија која што има и своја майнинг операција во самата држава, која што еве го значи самото портфолио да не е должиме, значи моментално оваа компанија која што работи во име на самата држава држи неверојатни 13.029 биткоини, 656 етериума и верували или не имаат Sendymatic во многу мала количина. Не велам дека не ми се зви, нели, нека ми ги дадат ако не им требаат, но пак зборуваме за 53 сент и 23 матик. Не можам да разберам зошто, но ете нешто си играле, не знам, правеле некои работи, поима немам. Но како и да е, гледаме дека на вистина дебело инвестираат во биткоин, дури и овдека многу добро објаснето дека има дупло повеќе од она што го има Ел Салвадор моментално. А тоа е држава која што досега не го пријавила ова. И затоа ви велам, не заборавајте, во иднина можеме ние да добиеме информации за држави кои што дебело акумулирале, без при тоа да го кажат ова во јавност, и потоа само да кажат, знаете што, ова е нашето портфолио, имаме 100.000 биткоини. Така. Значи, кој може да им забрани? Некој може да им забрани. Да не треба да го пријават за данок на кого? На самите себе. Затоа велам, значи многу од овие актери може да се покажат дека биле паметни земји кои што навреме си ја фателе работата, но останува да видиме. Само имате во тоа превид. MicroStrategy како и секогаш, значи на секој 2 недели веќе, секоја чест, повторно издаваат нови акции со цел да платат, нели, веќе достасени акции од $500 милиони и да купат дополнителни $700 милиони биткоин, верувале или не, а купија пред само неколку дена 1,1 милиарда, ако се сеќавате, тоа го покажеме на нашиот канал, што значи дека ќе стигнат моментално до 244.800 биткоини, значи како и секогаш се наоѓаат на апсолутниот врв. Еве ги MicroStrategy со 244.800, ова е најново, септември 2024 година, на пето место како ентитет кој што држи
биткоини, верувале или не. Сега, тоа е интересно, јас овдека сакав да го земам и за ова портфолио, но реално со оглед на фактот дека имаат само 13.000 биткоини, истите не се наоѓаат на оваа листа затоа што овдека има многу менувачници кои што имаат огромна количина на биткоин. Гледате дека поголемиот дел се менувачници и влади како Мурика и Кина. Како и да е, значи MicroStrategy, пак ќе кажам, направија значи Rockstar потек, секоја чест дечкото, иако не ми се свиѓа тоа што е нели биткоин максималист, но генерално секоја чест паметен потек. И овдека имаме интересни вести, значи германската Commerzbank и DZ Bank моментално ќе нудат трговија во биткоин. Значи ова е нешто ново, буквално е од денешниот ден, но повторно гледаме се повеќе банки го прифаќаат како да речем средство како за плаќање, така и за трговија, како и да е, нели? И DBS, ова сигурно сте ја виделе банка, овдека е доста присутна во Европа, од Сингапур, моментално ќе лансира опции за институции и нивно тргување во биткоин. Тоа се очекува да биде направено во четвртата четвртина од 2024 година, значи од сега па надале. И повторно, значи ова е битно затоа што колку повеќе институции влегуваат, толку повеќе капитал влегува. Овдека се големите пари. Сакале не или не, нема така речено адаптација во светот доколку не влезат големите институции. И ова е една интересна работа која што најав за крај. Вели Фондацијата за човекови права моментално подарува 10 биткоини на 20 проекти во светот и тоа овдека паметно направиле. Овие 10 биткоини да бидат подарени на 20 проекти кои што не се во Европа, се извинувам, Гејропа или во Мурика, туку баш напротив, во оние континенти каде што е најпотребно. Јужна Америка, Азија и Африка, каде што идејата е буквално 10 милиарди, тоест 1 милиарда сатоши, тоа е нели практично 10 биткоини или $590,000. Со тоа што овдека се и пишани кои се овие и зашто нели истите служат овие така речено организации, може слободно да ги погледнете сами со цел нели да видите на кого се дадени овие. Доста интересна работа, но е многу битен дел затоа што не е ова прв пат. Дополнително гледаме дека сите овие фондации, посебно кога станува збор за екстремно битни, да речем, ситуации како што беше моментот кога беше прогонуван и Сноуден и потоа нормално самиот Асанж, како и останаците, како што во оваа ситуација е уопсе нели моментално собственикот на Телеграм. Значи во многу од овие ситуации каде што овие луѓе немаат доволно средства да се бранат самите себе си, многу од овие донатори го прават тоа во крипто, затоа што не може да биде спречено, не може да му го одземете, не можете буквално ништо да направите за да го спречите овој начин на помош на луѓе кои што се вредни за крипто сферата, така да затоа е многу битно. И за крај морам да се пофалам дека сум изненаден, добивме доста голема поддршка, иако ова не е многу, за мене е многу. Значи имаме веќе околу 10 членови кои што се дел од така речено нашата Patreon група, каде што кажавме дека сега за сега, значи ова е првата работа која што обезбедуваме сите оние кои што ни помагаат финансиски во нашата работа, значи ги доставуваме нашите материјали во тип на линк, веднаш што ќе бидат снимени со цел сите оние кои што се дел од оваа група да можат да ги добијат, а потоа нормално во одредениот час кога најавуваме на нашиот канал ќе бидат достапни и за остатокот од македонците во светот. Значи овие луѓе заслужуваат малку поголема поддршка, поголема така речено степен на привилегија. Дополнително работиме на тоа да обезбедиме и други привилегии кои што може да ги дадеме на овие луѓе кои што ни помагаат во нашата работа. Уште еднаш денеска направивме пост на нашата Facebook страна, кој што објаснува за тоа што планираме да правиме, значи спремаме некои големи работи за самиот канал, спремаме канцеларија, спремаме тимот, така речено да работи малку повеќе околу организацијата, како на самата заедница, така и на сите овие платформи на кои што работиме. Од средината на следниот месец веќе планираме да почнеме да работиме и следниот англиски канал, кој што ќе има паралелна материја со македонскиот, ќе ги добивате како македонските, така и англиските нормално на вториот канал, тоа е Криптославија. Значи, уште еднаш, македонците ќе имаат приоритет, како и секогаш, ова е мојот главен канал и ќе продолжам истиот да го работам. Благодарам на сите оние кои што досега ни помогнаа со тоа што станаа членови на ова комјунити, на самиот Patreon. Зошто е толку битно? Затоа што, како што веќе напоменавме, овие месечни членарини кои што овие членови одлучиле да ни ги подарат, ќе бидат искористени со цел да се надгради работата на каналот со, нели како што веќе кажавме, градење на нашето студио кое што моментално е веќе во тек.
Дополнително работиме на тоа да ги организираме работите на многу повисоко ниво, со многу подобар квалитет, како од снимен материјал, така од содржини на истиот и организација на самата заедница. И затоа уште еднаш ќе напоменам, че овие луѓе заслужуваат малку повеќе привилегии, верувам дека останатите го разбирате тоа. Сепак целата работа на CryptoGamidžija секогаш ќе биде достапна до сите македонци во светот. Дополнително сите оние кои што се нови на нашиот канал, на почетокот на нашиот канал погледнете го ова видео каде што детално објаснуваме за тоа што се треба да знаете во однос на нашиот канал и каде може да ги најдете содржините кои што ви се потребни, а во дескрипцијата на секој од овие видеа, значи како што веќе спомнавме, за разлика од Patreon групата која што ви дава посебни привилегии и која што е наменета за помош на нашата работа, значи за да можеме да продолжиме да работиме постојано, значи овдека и понатаму овие блокчейн адреси кои што вие ни ги побаравте да ги ставиме, заедно со Купи ми кафе апликацијата ќе останат да бидат така речено за добротворни цели, односно се што до сега сме добиле и понатаму ќе го користиме за да помогнеме на македонците назад во Македонија. Значи тоа го правиме последователно, кога ќе има доволно средства, овие средства ќе бидат собрани и ќе бидат дадени на оние кои што им се најпотребни во Македонија. Дополнително во секоја дескрипција овдека може да најдете и Patreon групата, со цел доколку сакате да направите платено членство на нашиот канал. Како што кажавме, нели, дополнително веќе работиме на тоа кои ќе бидат привилегиите во однос на групите кои што сте ги обрале за да ни помогнете во нашата работа. Нормално ова не е морално, целата материја ќе биде достапна постојано, содржината на тоа што зборуваме во самото видео, како и социјалните мрежи каде што ја објавуваме нашата работа. Значи овде има многу дополнителни информации кои што не се содржани во секое видео, така да би препорачал да ги следите, како и нашите резервни канали на Odyssey, Rumble и Rutube. Сите оние кои што се нови на нашиот канал, не заборавајте исто така, на Rutube моментално одново ја објавуваме целата досегашна работа во почетен курс и напреден курс за фундаментална и техничка анализа, така да следете ги овие видеа, најчесто ги објавуваме во утринските часови. Денеска нема време, но и понатаму ќе продолжиме до целосно надградување на овој 123 видеа курс на Rutube и нормално потоа продолжуваме на друга мрежа, како би дале на сите оние кои што се нови, кои што сега дошле на самиот канал, да може да следат тоа последователна работа, постојано, а нормално сите останати, како што веќе кажав, ќе ги добивате содржините во попланевните часови. Би ви препорачал на нашата Facebook страна да го погледнете овој пост, затоа што на истиот може да видите точно што спремаме во иднина, тоа да речем во оваа ситуација во непосредна иднина, во текот на следниот месец, каде што ќе има доста битни промени на каналот со цел да ја подобриме нашата работа. Така да ова е постот кој што ви препорачувам да го погледнете, овдека детално објаснуваме се што планираме да направиме во овој месец и како тоа ќе се одрази на работата на каналот. Ви благодарам за поддршката. Се надевам дека ќе имаме уште поголема поддршка со цел оваа бесплатна едукација да ја доставиме до што повеќе македонци, така да ви благодарам. Продолжуваме понатаму и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamidžija.